Значи тие се такви и работат така затоа што уредникот така им кажал. Па значи и они се соучесници. Он се соучесници, нема пардон. Ако уредникот му кажал да рипне у кофа измет, ќе рипне? Нема. Епа тогаш нема да послуша. А овде слуша. Епа нема. Соучесник е. Така е. Значи Не, не за може тоа си после апсолутно падот на управо. нацизмот, сите германци викаа ја не сум нацист. Да. А на сликите сите со дигната рака. Исто и у ВСМР. Нема после ја не сум со Мицко. Кога ќе дојдат пакистанци, сомалијци, не знам какви тука. Нема после Или кога ќе банкротираме кој Шри-Ланка. Не, Мицко ги донесе. Вие ги носите. Вие што ќутите паризер што јадете. Нема после Мицко ги донесе, Шунка ги донесе, пошто они ќе избегаат. А овде со мачети ќе мафаат по улици и ќе тепаат и ќе праат, заради тоа што вие ќутат. Унатре ќутат. Значи, он се спрема да го дуплира за помалку од 4 години долгот на државата, што 35 години не е толку напред. Да. И второ, да направи геноцид, да го смени етничкиот состав ако донесе кампови овдека и по религиска и по етничка основа. И сите ќутат. Но сите? Епа, извини, сите што ќутат у местните комитети, сите се исто виновни. И јас сум кажал повеќе пати, зашто се за мене избришани сите тие, од Пандов до Дашто до сите други. Затоа што едно се правиш другар или пријател, ај кафе ово оно, ама кога ќутиш таму, ти си соучесник за све што се случува, посебно за случаевите врз мене. Не може после, ја не сум знаел, и Фреди кој ми викаше. Ја не сум знаел. Све они никој ништо не знае. Да, А се спрема најголемо задолжување, што ќе нанесе банкрот, и се спрема етнички дисбаланс да се направи и геноцид врз македонците. Додека ги лажат и им пуштаат заветно. Мислам, знаеш како? Ако им одговара, окей.